Започнатата изградба на нов резервоар за вода кај населбата Пребек е вовед за решавање на огромен број проблеми при водоснабдувањето со кој Штип се соочува многу години. Со изградбата на главниот резервоар Пребек од 1500 кубика, кој што е наменат за решавање на проблемот со високите зони во градот во одредени периоди од годината, пред се во летните месеци, кога има потреба од зголемен притисок во водоводната мрежа. Сметаме дека перспективно ќе се реши проблемот кој што ни се создава последователно со години наназад, заради високиот притисок, големиот притисок во водоводната мрежа и честите дефекти кои што се јавуваа во минатото, пред се од немањето на вакви резервари. Освен кај Пребек, наредната година во план е изградба и на резервоар кај населбата Мери. Со оглед на тоа што веќе е завршена тендерската постапка, во иднина се очекува да се започне со градба и на резервоарот Мери, кој што ќе ги водоснабдува Плуждино, викенд населбата, индустриската зона Плуждино и перспективно ќе овозможи можност за развој на бањско-рекреативниот центар Кежовица, кој што освен потребната термално-минерална вода, секако дека има потреба од капацитет на чиста вода за пиење и од капацитет на ладна вода. Во меѓувреме, изграден е резервоар за вода и во местноста Каваклија, каде жителите проблеми веќе немаат. Затоа трите резервоара, резервоарот Пребек, резервоарот Мери и резервоарот Каваклија се клучни во намалувањето на притисокот кој што го имаме во водоводната мрежа и решавањето на долгогодишниот проблем кој што како град го имаме. За поквалитетно снабдување без дефекти се очекува изградбата и на линија 2. Линија 2 исто така е проект кој што е во финална фаза, најголем дел од трасата е завршена. Со изградбата на овој резервоар Мери, истата ќе добие употребна вредност и верувам дека ќе овозможи растеретување и намалување на притисокот кој што досега се создаваше во застарената водоводна мрежа. До нова година во постапка ќе биде решавање на водоводниот и канализациониот систем во повеќе делови од Штип. Од текст се тендерски постапки за реконструкција на водоводната мрежа на сите улици, заклучно во рамки на населбата Леваци, населбата Плуждино ја напоменав, населбата Тричешми. Овде ќе се надоврзам и дека ќе се изврши промена на водоводната и канализациона мрежа во населбата Света Недела и пред се овде на делот кај Бања Чарење, каде што практично немаме соодветна подземна инфраструктура и подземна инсталација. Сите овие зафати практично создаваат еден вкупен финансиски износ од нешто повеќе од 70 милиони денари,